Еве сме повторно назад во студиото во теке утринската програма Рано наутро, а наши денешни гости се два млади лика од Штип, полни со амбиции и талент, а нашиот повод за нивната покана се должи за нивниот постигнат успех на рецитаторскиот надпревар кој што се одржа во саботата по повод Ацо Шопов. Ќе ги оставам тие сами да ни се представат и што постигнаа во саботата. Дечки, добри ни дојдовте во утринската емисија Рано наутро. Добро ве најдовме. Еве ќе започнеме од Росана. Јас сум Росана Бадева. Така. Учесник на рецитаторскиот надпревар што се одржа во саботата по повод роденденот на Ацо Шопов, со освоена награда за најдобра изведба, односно најдобра интерпретација на песната од Ацо Шопов. Така. Димитри? Исто така. Колку учесници вие останавте најдобри? Па можем да кажем дека тоа е преголем успех, меѓу 24 учесници од основните и од средните училишта. Имаше многу голема конкуренција, сите беа прекрасни, но сепак нијан се одлучува јас да добием едно од признанијата за едно од најдобрите интерпретации на песните на Ацо Шопов. Чија беше иницијативата да се пријавите на овој надпревар? Дали беше по предлог на некој друг или сепак вие сами? Па, мене ми извести професорката по македонски јазик, но сепак јас се пријавив на надпреварот, избрав песна и настапев со истата. Колку време ти беше потребно да се подготвиш за овој рецитал? Не многу, со оглед на тоа дека имаме обврски во училиштето и на други активности, не многу, околу 1-2 дена. На тебе, Димитри? Исто така, мене професорот по македонски јазик ми спомна, јас и уште една моја другарка се пријавивме доброволно и за припремање имавме само 1 до 2 дена со помош на професорот, бидејќи исто така и ние имавме многу обврски во училиштето, па околу 1 до 2 дена најмногу имавме за подготовки. Така. Со што друго се занимавате освен нели овие училишни обврски? Како наоѓате време и за други занимации и занимливости? Па скоро секој ден од неделата распоредени го поседувам драмското студио Гаврилов во Дом на млади, како и културното уметничко друштво Ристо Донев, каде што имаме проби во Домот на културата. Така. Не спомнавме која година сте во средно училиште, така? Средно училиште, прва година. Во гимназијата Славчо Стојменски. Димитри, ти дали посетуваш некоја друга активност освен училишните обврски? Со што друго се занимаваш? Освен училишните обврски, јас во слободно време многу сакам да пишувам поезија и проза, при што имам и многу награди добиено и заради пишувањето на прозата и поезиите имам многу награди добиено и признание, со што ја добив и стипендијата во Средношколската академија за бизнис и администрација, каде што сега и учам. Така. Може ли да ни, доколку еве носиш пример, да и покажеш на гледачите што се си постигнал Секако. И зашто? Признание, така? Да. Ова е од последното од рецитаторската така. Од рецитаторскиот надпревар Ацо Шопов добив признание како меѓу најдобрите учесници. Ова е диплома за освоено 3-то место на во основното општинско училиште Славој Коарсов, литературен конкурс, исто така имаше голема конкуренција. Ова е диплома за 2-ро место во националната установа Гоце Делчев на тема книгата Огледало на мојата душа. Ова е признание што многу ми значи од Меморијалниот центар Фондација Никола Клюсев за посебно учество во литературен конкурс Творам за Македонија, од кој ја и добивам стипендијата, така што многу сум горд на оваа награда. Дипломата исто така имам и од моето основно училиште каде што учев до 9 одделение, кој што ми е посебно драга, од основното општинско училиште Гоце Делчев за освоено 2-ро место на тема многу вреди кога енергијата се штеди. Ова ми е последното признание од фондацијата Љупчо и Тошо Арсови. И овде е за особено постигнати резултати во областа на литературата во период од 1 година, од мај 2014 до 2015 година. Така, одлично, јас ти честитам и ти посакувам да редиш уште многу успеси. Росана, знаеме дека и ти си настапувала на повеќе надпревари. Може ли да ни издвоиш неколку, освен овој последниот рецитаторски надпревар? Минатата година
исто учествував на рецитаторски надпревар кој што се одржа во Дом на млади и таму освои второ место. Со изведбата на песната Цветови. Имаме освојувано повеќе награди со културно-уметничкото друштво. Повеќе меѓународни надпревари надвор од државата, како и овде во нашата република. Посебни некои не можам да извојам, пошто... Така, има време. Така. Јас ќе ве замолам тука, доколку вие сакате за сите оние кои што не биле дел од рецитаторскиот надпревар, па да изрецитирате дел од она што го имате спреман. Може. Кој сака нека започне. Еве, јас ќе почнем прв. Настапив со песната Раѓање на зборот. Глушт на глушт, камен врз камен, камена шума из земнина. Глушт на глушт, камен врз камен, од камен и ние обата. Чади ноќта, зборот се двои од тимнината. Модар јаглен му гори во утробата. О, ти што постоиш, зошто не постоиш? Небото го лулаш, земјата ја вратиш. О, ти што постоиш, зошто не постоиш? Земјата јачи под камени плочници, иде замелушен од своите смрти. Зборот што ги крши сите слепоочници. Глушт на глушт, камен врз камен, својот гроб со проку да го копам. Отвори ме, проклетио, ти тврдино камена, да изгорам во јагленот на зборот, да се стопам. Ви благодарам. Прекрасно, Димитри, навистина. Росана, продолжи ти. Јас наставив со песната уште еднаш Црно сонце од Ацо Шопов. Тука, се на тебе смртоносно личи. И овој катран расфрлан врз ридјето. И оваа смола што се цеди низ грлото на 3 суви дола. И тагата на песот низ приградските населби што квичи. И таа на тебе личи. И оваа карпа вода што ја плиска. Вода што се подава како жена во преграб да ја фати оној за жетта нескротена со живот што ќе плати. И оваа модрина скржава и недостижно блиска. И оваа карпа на неа што ја плиска. И овие лозија, и лозници и вина наточени од усвит, од припек, од врелина и суша. И овој камен со збигорена душа. И трите, црно сонце, нашите 3 сина жедни сред лозија, лозници и вина. И овој звонарник во густите лески, што моли и проколнува, и рането ечи. И секој што доаѓа во мир да се лечи. И очите ископани од старите фрески. И овој звонарник во густите лески. Тука, се на тебе смртоносно личи. И овој катран расфрлан врз ридјето, и оваа смола, и над нив големата звездена кола. И песот тури низ приградските населби што квичи, и тој во тагата на тебе личи. И оваа земја, метежна, а јасна, и оваа суша, и врелина, и мора. И трите мои рани, трите неизречени збора, од црно сонце, огну на есента касна. Светлина капе врз нас, од звезда што одамна згасна. Браво, Росана, прекрасно. Значи, вие се внесувате во самиот текст и од тоа се вади вашиот квалитет на вистина. Честитки и до двајцата. Еве, да ни кажете за понатаму каде се гледате? По завршувањето на средното училиште, мислам, додека учам во средното училиште, планирам да продолжам со учеството во драмското студио кај Гаврилов и се надевам дека ќе има уште некој надпревар во кој што ќе можам да учествувам, но по завршувањето на училиштето
планирам да студирам драмски уметности и се надевам дека ќе успеам на тој план. Која беше твојата прва представа? Од кога започна да се занимаваш со глума? Мојата прва представа беше Джинот Фалбаџија, исто во режија на Симеон Гаврилов, и тоа мислам дека беше на некаде 7 годишна возраст. Браво, одлично. Талентот се гледал уште од мали нозе кај тебе. Димитри, ти? Како се замислуваш во Со оглед на тоа дека сум на насока бизнис, понатаму се гледам во насоката на економијата. Но сепак хоби ќе ми биде пишувањето на поезија, па во иднина не се знае, можеби некоја книга. Така. Ти дали се пронаоѓаш во глума или сепак тоа? Не, тоа ми е слаба страна, не сум по глумата, туку по творењето. Имам, без разлика што немам толку многу дипломи колку што имам настапувано, сепак за моето основно училиште каде што бев, имам настапувано на многу пати и на многу телевизии. Од кога ти започна со рецитирање? Па од 8 до 9 годишна возраст и главна инспирација и основен мотив ми беа другите деца како убаво пишува и од нив ја добив главната мотивација. Така. Што друго би сакале да истакнете еве за вас? Па, зависи од на која тема. Па еве за вашите активности, за дали сте задоволни од еве таму каде што ти посетуваш глума, дали ви се обрнува повеќе внимание додека вежбате или? Минатата сабота имавме премиера на представата Глувци и мачки на опачки во режија на Симеон Гаврилов. Минатата вечер, тоест синоќа, имавме уште една реприза на представата која што ќе се игра, се надевам и наредната недела, за основните училишта, за учениците од основните училишта. Добро е што ги посетуваме тие часови, бидејќи можеме да научиме многу нешта таму. Во слободното време најчесто еве рече дека посетуваш и играорна. Да, така. Дали досега имаш патувано надвор од Македонија на неколку настапи? Пред речиси еден месец ја посетивме Босна. Како таму ги прифаќаат нашите ора? И нас како народ? Има ли дружелюбивост додека сте таму? Да, тие одлично не пречекуваат, се покажуваат како добри домаќини. Тие се восхитуваат на нашите сплетови, но сепак тие мислат дека се многу едноставни и дека секој може да ги изиграе, но всушност кога ако веќе започнат да го прават тоа, согледаат дека тоа е всушност многу тешко и дека не е толку едноставно како што им се чини на нив. Најчесто со кои сплетови ја представувате Македонија? Најчесто со сплетовите Малешевка, Повардарие, Преспански игри Источна. Сега го спремаме и сплетот Драчевка, со кој неверојатно ќе се представиме на нашиот летен концерт, годишниот концерт во јуни. До лето има ли некои други настапи предвидени? До лето, сега ќе бидеме и на распуст, и со игрорната, и со драмската, како и со училиштето, па после почнувајќи од февруари, најверојатно ќе имаме уште настапи, најверојатно во март ќе ни дојдат децата кои што бевме во Босна, за да имаме концерт по повод празникот 40. Така, јас ви многу благодарам, дечки, што дојдовте во овие рани утрински часови. Ви посакувам многу успех во секоја поле. Ви благодарам и за поканата. Така, почитувани гледачи, ова беа Росана и Димитри, кои што добија награда на рецитаторскиот надпревар по повод роденденот на Ацо Шопов. Овде ќе направиме една кратка пауза со музика, а потоа се враќаме повторно во студиото да продолжиме со другите предвидени содржини се до 9 часот.